Ќе започнеме ова богослужба во името нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Како вовед ќе го прочитам псалмот број 65. Боже, Тебе ти припаѓа песна на Сион. Пред Тебе се исполнува заветот. Ти ја послушуваш молитвата. Секое тело доаѓа при Тебе. Нашите гревови натежна, нашите престапи Ти ги очистуваш. Блажен кој го избра и го зеде при себе. Тој живее во Твоите дворови. Да се наситиме со благата на Твојот дом и со светоста на Твојот храм. Чудесно не услишуваш во својата правда, о Боже наше спасение, надеж на сите краишта на светот и на далечните мориња. Ги утврдуваш планините со својата јачина, препашан со сила. Ги скротуваш шумот на морето, шумот на брановите и вревата на народите. Оние што живеат на крајот на земјата се плашат од Твоите знаци. Ги полниш со радост утрата и вечерите. Ти ја посетуваш земјата и ти ја напојуваш. Ја збогатуваш неа многу. Божјата река се наполни со вода, ти им обезбедуваш жито на луѓето, вака ја подготви земјата. И ги напојуваш браздите, и ги израмнуваш грудките, ја размекнуваш со дожд, и ги благословуваш посевите. Ти ја овенча годината со својата благост, плодност никнува за Твоите стапалки. Пустинските пасишта капат од изобилство, ридовите се препашуваат со радост. Ливадите се китат со стада, долините се покриваат со жито, насекаде радосни воскликнувања песна. Нека да го прославиме Бога со песната број 17. О нека цел свет дигне глас кон Бога, славен цар и спас.
се изправим и да се помолиме на Бога. Господи Боже наш и Татко наш небесен, еве Господи, во овој нов ден кој што Ти ни го подаруваш, ние сме повторно во Твојот дом, соберени, Господи, како заедница, како црква Твоја, Господи, што го слава Твоето име. И ово утро, Господи, ние го бараме Твоето лице, бидејќи во писмата е напишано, додека уште има време, додека уште е денот, да го бараме, Господи, додека е светлината, да го бараме Твоето лице и Твоето свето присуство. Знаејќи дека Словото ни открива дека доаѓаат и потешки денови од овој. Доаѓа темнина кога никој не може да работи, Господи, на Твоето дело, кога многу ограничувања ќе се постават. А се до тогаш е многу лесно, Господи, да доаѓаме во Твоето присуство, да го повикуваме Твоето име во мир, без да бидеме притиснати од некој. Ти благодариме, Господи, тоа е огромна привилегија за нас, привилегија која што низ историјата не многу луѓе ја имале, Господи. Обично Твоето Слово се прогонува, Евангелието има отпор во овој свет, но Ти имаш дадено ветување на Твоите апостоли, па преку нив и на нас, Господи, дека портите, вратите на пеклот нема да ја надвладеа Твојата црква, бидејќи тоа не е човечки организам, тоа, Господи Исусе, е Твојот организам, тоа е Твое тело, Ти си главата, Ти си Господарот над сите, а ние сме поедини членови, кои што имат разни функции, служби, дарови, Господи, кои што Ти ни ги имаш дадено, да служиме на Твоето тело, на црквата Твоја. Ти благодариме што и ова утро има можноста, Господи, да Ти послужиме Тебе, а и преку нашата служба, Господи, нашите срца да бидат исцелени од Тебе, па и Ти, Господи, да ни послужиш нам. Тоа ни е многу повеќе потребно, бидејќи ние од самите себе не можеме да донесеме многу нешта, Господи, пред Тебе. Можеме нашата благодарност да ја донесеме, можеме нашата слава да ја донесеме, можеме, Господи, да се ојачаме во верата, да се охрабриме во нашето заедништво, но бараме, Господи, од Тебе исцеление, бараме, Господи, од Тебе опростување, бидејќи само Ти можеш тоа да го направиш и само Ти, Господи, даваш спасение за нашите души, даваш простување за нашите гревови преку Твојата крв. Како што пишува во Јовановото послание, ако ги исповедаме нашите гревови, Ти си верен и праведен, Господи, да ги опростиш нашите гревови, да не очистиш од секоја неправда која се наоѓа во нас. Доаѓаме, Господи, понизно пред Тебе, Ти гледаш се што има во нашите животи, Ти длабоко ги гледаш нашите срца и не познаваш од внатре, од надвор. Сите наши постапки, сите наши помисли и наши дела не се скриени, Господи, пред Твоето присуство и пред Твоите очи. Но и покрај тоа Ти си полн со милост. Ти си полн со благодат, Господи, и ово утро повторно не повикуваш преку Твоето Слово да дојдеме, Господи, во Твое присуство и да се измириме, Господи, со Тебе, додека е уште ден, додека денот е во наши раце. Ти благодариме за можноста. Помогни, Господи, да не ги закоравиме нашите срца, туку да го послушаме Твоето Слово. Тоа што, Господи, од Тебе доаѓа, тоа што сме се научиле преку писмата, Господи, да ја разликуваме Твојата волја од останатото, да ја разликуваме, Господи, Твојата љубов спрема другите, да ја разликуваме, Господи, Твојата правда спрема другите и Твоето спасение, како што никој друг може да го даде. Ти благодариме што Евангелието е радосна вест и ово утро. Таа радост, Господи, не исполнува и нас. И Ти имаш давно ветување дека Твојата радост ја даваш на Твоите. Иако имаш жалост во овој свет, но жалоста наша ќе се претвори во радост.
Дай ни, Господи, ово утро радоста Твоя. Радоста дека сме во Твоето присуство. Радоста, Господи, дека имаме верата во Тебе, која што не спасува и не избавува секојдневно. И води не сега, Господи, во оваа служба, нека се што правиме биде за слава на Твоите име, Исусе. Амин. Од Евангелието од Јован ќе прочитам дел од 16 глава. Таму Христос им вели на своите ученици: уште малко и веќе не ќе ме гледате, и пак малко и ќе ме видите. А некој од неговите ученици си рекоа еден на друг: што е тоа што ни вели, уште малко и не ќе ме гледате, и пак малко и ќе ме видите, и си одам при мојот татко. И си зборуваа: што е тоа малко за кое зборува? Не знаеме што зборува. Исус разбра дека сакаат да го прашаат и им рече: затоа ли се прашувате меѓу себе за она што ви реков, уште малко и не ќе ме гледате, и пак малко и ќе ме видите? Вистина, вистина ви велам, вие ќе плачете и ќе ридате, а светот ќе се радува. И вие ќе бидете жалосни, но вашата жалост ќе стане радост. Жената е жалосна кога раѓа, зашто дошол нејзиниот час, но штом ќе го роди детето, не си спомнува веќе за маката од радоста дека се родил човек на светот. Така и вие сега сте нажалени, но пак ќе ве видам, пак ќе се зарадува вашето срце. И таа ваша радост никој не ќе може да ви ја одземе. Во оној ден нема да ме прашате за ништо. Вистина, вистина ви велам, што и да молите од мојот татко, во моје име ќе ви даде. До сега ништо не баравте во моје име. Барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Како втора песна, ќе испееме песната број 38. Господи, во Твојот храм радосно доаѓаме. Радосно
Ве поздравувам сите вас ово утро. Уште еден текст ќе прочитам од Божјото Слово, кој се наоѓа во посланието до Евреите, 12 глава, првите 3 стихови. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно, и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него, го претрпе крстот, презирајќи го срамот, и седна одесно на Божиот престол. Имено, размислете за него, кој претрпе од грешниците такви противања против себе се, за да не се истоштите и за да не станете малодушни. Во Божјото Слово имаме многу примери каде што пишува за радоста. Уште во Стариот Завет, ако ја читаме книгата на Неемија, таму при обновата на Заветот, бидејќи Неемија се врати од вавилонското робство, имаше задача да ги обнови разурнатите ѕидови околу Ерусалим, а предходно пред него Езра го обнови храмот, пред него неколку години. И кога народот требаше да се посвети, требаше да го обнови заветот со Господ, свештениците тогаш почна да им го објаснуваат Божјото Слово, најдо одломки од заветот Господов, бидејќи оддамна не се читаше, не се проучуваше, не се размислуваше за заветот Господов, за Тората Господова. И кога почна да им објаснуваат од Божјото Слово, народот се нажали, почна да тагува и да плаче. И тоа е добро до некаде, но Неемија им рече во тој момент: не тагувајте, не плачете, зашто Господовата радост е ваша сила. Псалмите се исполнете, радувајте се, славете го Господа. Но исто така и Новиот Завет, и то не малко зборува за радост. Еве и како што читавме во Евангелието од Јован 16 глава, Христос им вели на апостолите: радоста која што јас ќе ви ја дадам, која што ќе дојде од моето воскресение, кога ќе ме видите воскреснат, таа радост никој нема да може да ви ја одземе. Ние, посматрајќи го нашиот живот и овој свет, гледаме дека во овој свет се поминува и се е краткотрајно. Колку и долг живот да имаме и да се пофалиме со нашите години во овој овоземен живот, гледаме дека на брзина минуваат годините. Како вчера да сме биле деца, некни да сме биле деца, вчера да сме биле млади, и еве сега во возрастни години. Животот не научил на некои искуства, многу ситуации сме поминале, и знаеме дека и тоа што сега го имаме не е наше и не може да биде наше. Брзо поминува, го управуваме со нашите раце, што и да е, но утре задутре нема да биде веќе под наша контрола, бидејќи човечкиот живот на оваа земја е ограничен. Многу нешта и сега можат да ни се одземат, но Христос ги охрабрува на апостолите и им дава некоја духовна вредност, една духовна димензија им отвора пред нивните очи и вели: ова нешто никој нема да може да ви го одземе. И телото ќе пробат да го измачуваат, и животот да ви го земат, но радоста што доаѓа од мене нема да може никој да ви ја одземе. Од каде им дојде радоста на апостолите? Беа жалосни, беа тагува, беа во страв да не бидат и они прогонати како нивниот учител и спасител. Но после воскресението, тие кога го видеа воскреснатиот, им се врати нивната надеж, а со тоа тие се исполнија со радост. И читаме низ Евангелијата сведоштвата што ги имале апостолите, жените што беа на гробот да го видат Христос. Тие трчаа, се исполнија, многу се израдуваа на неговата објава,
кога го видува Христос, тие многу се израдува. Цар Давид во Псалмот 51 се моли: Боже, создај чисто срце во мене. Врати ми ја радоста на моето спасение. Християнството не е само некоја мрачна религија. То не е обвиено само во некакви филозофии, некакви толкувања, некакви мисли и да нема никаков допир нити со нас, нити со нашето срце, нити со нашето битие, нити со нашите чувства. Иако верата не е чувство, верата е тврда увереност за нештата кои што не се гледаат, дека тие постојат. Преку вера разбираме дека вековите или световите се создадени преку Божјото Слово. Верата е канал од вратата преку кое што се отвараат Божите објави за нас и ние го разбираме светот како во суштина е. И верата тоа ни го возможува да ја гледаме Божјата волја, Божјото откровение, Божјото создание, но и во Христа да го видиме и Божјото избавување и Божјото спасение. Цар Давид, кога го гледаме неговиот живот, може да видиме големи победи. Одеше со Господ. Како Господ го советува, така тој тргнуваше. Ако треба да чека, тој чекаше. Кога требаше да тргне, се советуваше со Господ, бидејќи беше близко до Господ, беше исполнет со неговиот дух. И тој тргнуваше. Имаше големи победи во својот живот. Кога малку ќе застранеше од патот, Давид доживеа и големи порази или големо паѓање. Но кога дојде Божиот човек, пророкот Натан кај него, Давид доживеа големо просведочување. И после просведочувањето, бидејќи тој му беше разоткриен гревот, како Господ гледа на неговата ситуација и неговиот грев. И после големото просведочување, Давид имаше големо покаяние и голема преобраза, повторно враќање кај Бога. Големи победи, големи порази, големо просведочување, но и големо покаяние. И затоа го пишува Псалмот: О Боже мој, очисти ме, изми ме со Исоп и ќе бидам чист побел и од снегот. Дај ми радост, врати ми го Твојот дух, обнови го духот во мене. Дај моите коски да слушнат радост и веселба. И тогаш, Господи, кога Ти ќе ме обновиш, кога ќе си го вратам јас заедништвото со Тебе, тогаш ќе знам како на грешниците да ги упатам во нивните патишта. Ќе знам како луѓето да ги приберам кон Тебе, како да ги насочам, да ги избавувам од патот на гревот и да ги носам кон Твојот пат на светоста, на верноста и на правдата. Господовата радост е ваша сила. Давид знаеше дека тој ако изгуби радоста од спасението, тој ја губи силата во неговиот живот. Така и Христовото учење не е нешто слабо, но тоа не ни нуди некакво земно оружје и некаква земна моќ, туку што ни нуди некое духовно оружје. И тоа секој од нас го има почувствувано. Радост не е нешто далеко од нашите срца, од нашите мисли. Секој еден од нас има радувано барем за нешто во својот живот. Некои почесто се радуваат, некои поратко, но како и да секој од нас е различен, има вкусено што означува радост. Но овде Христос зборува за една поголема, за една повозвишена и една прославена радост, која што не доаѓа преку некакви човечки искуства што ние ги имаме на земјата. Во Јован 8 глава 56 стих, кога јудејците се расправаа со Христос, кој си ти, од каде ти дојде, па настана тема околу Авраам, дека Авраам се радуваше многу да го види мојот ден и се зарадува кога го виде. Авраам живееше многу поодамна. И ние знаеме дека Авраам со своите телесни очи не го виде Христос. Но Авраам ја доби верата. И што пишува писмото? Авраам му поверува на Господ
и неговата вера му се засмета за праведност. А праведността той знаеше дека не може да я добие от делата на законот, немаше ни закон во негово време се още. Той веруваше, той виде напред во правдата која доаѓа преку Господ Исус Христос. И той го виде тој ден. Многу се радуваше, многу го очекуваше тој ден. Тој посведочи дека овде е тугинец и придојденец на оваа земја и го послуша Божјото слово, излези од земјата на твоите татковци и оди во земјата која што ќе ти ја покажам, каја што течат мед и млеко, во ветената земја. И тој патуваше цел живот. Не ја виде ветената земја, но виде нешто уште подалеку. Ја виде Божјата правда објавена во Христос Исус. Многу се радуваше да го види тој ден и кога го виде се зарадува. Не нешто што сега му се случуваше, туку откровението кое го добие, тоа го направи преку верата која што имаше, направи Авраам да се радува. Да се радува на вечните благослови, на вечниот живот кој што доаѓа од Бога, на воскресението од мртвите, бидејќи имаше верата и неговиот син да го положи како жртва пред жртвеникот кој што го направи. И така преку верата му е дадено тоа сведоштво. И така преку верата и ние се поучуваме за Божјата волја, за Божјата правда. И не постои нешто друго, не постои друга алатка преку која што ние може да вникнеме внатре во Божите работи. Кој друг се радуваше на Господовото доаѓање? Еве, неодамна го празнувавме Христовото раѓање и таму во Матеј во 2 глава е описот на мудреците од источна далечна земја. Тие го бараа, можеби патувањето траеше 2 до 3 години, цел конвој. Тие ја следеа звездата и кога звездата застана над куќата каде што е Богомладенецот и кога влегоа внатре, тие се израдуваа со многу голема радост. Зошто? Бидејќи тоа што им беше откриено, тоа кон кое што трага, ја искористија и својата наука, образованието кое што го имат, сето тоа го искористија и го славија во служба на Господ. И Господ им откри на нив преку образование и наука, на овчарите во едноставност им се објави Бог преку ангелите. И едната група и другата, и уките и науките, Господ има начин како да им го открие своето спасение. И двете групи ги привлече кон Богомладенецот. И тие се израдуваа со многу голема радост. Повторно во Евангелието од Јован во 15 глава, кај што Исус им зборува за учениците, им дава споредби што е тој, а што се они. И вели, јас сум вистинската лоза, а вие сте прачките. Останете во мојата љубов, како што прачката, ако е само од себе, не може да даде плод, туку мора да биде накалемена или пуштена од лозата, да биде цврсто врзана со лозата, да може да ги црпа соковите и да може да го даде плодот. А секоја прачка која што не дава плод, се сече, се крои, се фрла на буниште и таму се пали. Не е можно ако сме во Христос, а да не даваме никаков плод. Зошто? Бидејќи кога сме закачени за Христос и кога нашиот живот е поистоветен со Неговиот живот, кога ние црпиме од Него, тогаш и плодот на Светиот Дух ќе биде во нас. Бидејќи Христос ни го дава и Неговиот Свет Дух. И тој Свети Божи Дух со Него носи дарови, служби, со Него носи и плод, кој што ние како црква го бараме, за да може телото Христово да функционира како што треба. И таму во таа 15 глава од Јован, Исус им вели, останете во мојата љубов. Ова ви го реков, бидејќи ви ја давам мојата радост во вас, за вашата радост да биде полна, не половична, не мала, не од време ќе имаш, од време ќе ја немаш,
туку да биде полна радост. На друго место може би изгледа малко контрадикторно, но во Гециманија, кога Христос се молеше, той рече: моята душа е нажалена до смърт. Но еве сега зборува, пред тоа им зборува моята радост во вас, вашата радост да биде полна, а неколку денови подоцна вели: моята душа е нажалена до смрт. Еве, молете се со мене, подражувајте ме во молитвата. Молите се зашто телото е слабо, а духот е бодар. Но во Евреите, како што читавме 12-та глава, не станува збор за некоја радост која што доаѓа од моментите кои што, ситуациите кои што сега не се случуваат. Но што вели? Заради радоста која што беше пред него, после крстот тој ја виде радоста. Христос го претрпе крстот. Иако беше нажален. Но тој самиот им рече: жалоста ќе се претвори во радост. И вие ќе бидете нажалени. И тука е парадоксот. Кога црквата е нажалена, кога Христос умираше и учениците беа нажалени и тагуваа, светот се радуваше и светот ликуваше. Словото Божјо ни открива дека тие се две нешта кои што се спротивставени. И тоа произлегува од духовниот свет. Кога царството на светлината тагува, се бори, минува низ страдање, царството на темнината ликува, обратно. Но кога царството на светлината се радува, бидејќи Христос вели: поголема радост е во небото, Божите ангели се радуваат кога еден грешник се кае на земјата. Тогаш царството на темнината на некој начин со такви зборови тагува, бидејќи изгубило свое дете. А царството на светлината се радува, и Божјото царство, бидејќи го вратило детето таму каде што припаѓа. Не е Божјата волја, не беше Божјиот план ние да бидеме во темнината. Бог е светлина и уште во самиот почеток рече: нека биде светлина, нека направиме човек според нашето подобие и нашата сличност. Бог не е темнина. Проблемот е кај нас луѓето што ние завртивме грб на Бога и ние самите се навлековме во темнината. И сега врзани од тие канџи на гревот, кој што така лесно не сплеткува во Евреите читавме. Тука станува збор, ако видиме подлабоко, не некаков грев што лесно не сплеткува, туку за комфортот, гревот на комфортот, на удобството кое што можеби го имаме привремено во животот. Тој грев лесно не сплеткува сите нас. Комфорт, удобство, материја. Тоа е лесното, тоа е лесниот грев кој што ние многу брзо го прифаќаме и не го отврляме, бидејќи нуди удобство, нуди комфорт, а не ни ја нуди радоста која што доаѓа од Господ, бидејќи гревот не носи радост, гревот носи разочарување и тага. Кога човекот изгубен во таква една ситуација, кога Израелот скрена, беше завлечен во темнината, кога над 400 години во Израел немаше пророчко слово и народот не знаеше кон каде оди, иако имаше над 20.000 свештеници во тоа време пред Христос да се роди, народот беше изгубен во темнина. Се проповедаше религија, некакви закони, не го проповеда вистинскиот Христос кој што беше пророкуван од пророците, кој што доаѓаше во светот. И Бог подигна еден свој служител, беше најавен од ангелот. Бог го повикна Јован Крстител и тој чекаше, и тој се припремаше во пустината 30 години од својот живот. Беше со специјална задача и специјална мисија. Неговиот живот беше различен. И тој го очекуваше, и тој го бараше. И тој се подготвуваше со пост, со молитва. Неговиот начин на исхрана и неговиот начин на облека беше различен, беше вонреден, беше вонстандарден.
И како појави, како лик, го скрена вниманието на Израелот. Той се врати на базата, на основата. И воскликна и той самиот, и той се радуваше. И кога веќе го подготваше народот и таму во Јордан, каде што луѓето ги исповедаа своите гревови, добија просведочување преку Божиот дух кој што беше во Јован Крстител. Израмнете ги патиштата на Господ. И той воскликна, и кога го виде Христос како доаѓа кај него, што рече? Еве го Божјото јагне кое што ги зима гревовите на светот. Дали ти, драга душо, си бил во твојот Јордан? Јордан е река. Реката, ако е силна, има бранови, ги крши камењата. Тоа е состојба на човечко покаяние. Кога човекот ја согледува својата состојба, Светиот Дух кога дозволуваш да работи во твоето срце и дроби камењата, тврдите места кои што ги имаме во нашите скриени комори, во нашата душа, во нашето срце. Местата кои што ги криеме за нас и се тајни, не сакаме другите да ги знаат. Но не, Јован повика, израмнете ги патиштата, не пред луѓето, израмнете го својот пат за Господ да дојде во твоето срце, бидејќи Тој знае, го гледа вашиот плод. Дали ти го имаш сведоштвото на твојот Јордан? Дали таму во таа скриена соба, во скриената и тајната соба, твојот грев го разоткриваш пред Господ? Дали таму го чекаш и во таква една состојба, во разочараност, во вина, може би седи твојата душа? Дали го гледаш твоето паѓање пред Господ? Како од една каша во друга каша пробуваш да станеш, но другиот ден си во уште поголема каша кога пробуваш со собствени сили да издействуваш некаква духовност или некаква богоугодност и така натаму. Но Словото Божјо пишува ние да не може да се оправда преку делата на законот и со своји собствени сили и заслуги. Затоа ти треба Јордан, затоа ти треба тоа перење, тие бранови, да го разбрануваат и твоето срце, да го разоткриеш твојот живот, не пред луѓето, пред Господ. Иако таму беше и јавно, тие што се исповеда, доаѓа јавно. И не мислеа што другите ќе кажат. Го послушаа Божиот повик, бидејќи на сите им беше потребно тоа. И во една таква состојба, во една темна состојба во која што душата се наоѓа, таа не е сигурна. Ти не знаеш, бидејќи бранови има, камењата се дробат во твоето срце. Станува збор за еден момент, станува збор за можеби една секунда на одлука во таа една состојба во која што се наоѓаш. Дали остануваш во темнината или дали ќе ја прекршиш волјата и да се покаеш и твоето срце да го разоткриеш пред Господ. Сите проповедници, евангелизатори, сите на тоа насочуваат, не кон нив самите. Туку, како што Јован Крстител го виде и рече, еве го сега Божјото јагне, кај него е сега спасението. И тој не насочи кон него, туку тој само го приготви патот. Тој знаеше дека тој не е достоен и тој е грешен човек, рече, и јас не сум достоен. Тоа значи дека сум грешен човек, дека и јас сум отпаднат. Два пати во Евангелието од Јован во истата глава пишува, еве го Божјото јагне, кој ги зема гревовите на светот. И еве го сега, драга душо, и во твојата тајна соба, и во твојот Јордан, каде што луѓето ги исповеда, каде што ти го исповедаш твојот грев, тука јагнето Божјо доаѓа. Доаѓа да ги осети твоите бранови. Доаѓа да ја осети твојата река. Доаѓа да го осети влијанието и од твојот грев. Бидејќи Бог го направи грев за нас, Тој го зеде гревот врз себе и преку неговите рани ние се исцеливме. Кога ние сме сгрешиле, Христос тоа го зима врз неговото тело. Врз него самиот, врз неговото битие.
И единствено таа спојка помеѓу нас и Христос настанува во покаянието. Не во нешто модерно толкување, не во некаква материја, не во некаква зграда, не. Не треба ништо. Едноставно е покаянието, потребно е твоето срце. Не е потребно друго. Јован Крстител покаже и дека и облеката што ја има му е малку на него. И храната што има не му е доволна за живот. Не е квалитетна исхрана. Можеш и тоа да го имаш или да го немаш. Но го имаш срцето. И твоето срце е важно. И Божјото јагне дојде таму каде што луѓето ќе исповедаа своите гревови. Не застана на страна да гледа колку се тие грешни. Не ги осудуваше, бидејќи затоа и дојде. Да се навратиме кон Евреите 12 глава, затоа и ние имајќи околу себе толкав облак на сведоци. 11 глава предходно пишува за верата, ги набројува од Стариот Завет, почнувајќи од Авел, дека со вера принесе жртва и тоа му беше засметано за правда. Го зима примерот на Аврам, како што објаснува, го зима примерот на Мојсей, па ги набројува пророците, Давид и така натаму. И како новозаветни верници, сите тие старозаветни примери, тој писателот на Евреите сака да ги земе како на пиедестал и да ги охрабри верните. Тука е потребен малку, гледав што означува зборот облак. На грчки стои зборот нефос за облак. И тоа има повеќе значење. Едно е како облак, како што е преведено, но има едно друго значење кое што во старогрчко време се користел тој збор нефос, старогрчки збор. Тоа е зборче за трибина, кое што е високо поставена. И сега кога тука зборува, затоа и ние имајќи околу себе толкав облак од сведоци, тоа е како ние да се наоѓаме во некаков стадион, во сред, и околу нас да има високо издигнати трибини, и ние на тие трибини ги гледаме сите верни, кои што се сведоци, кои што претрпеле во својот живот за Бога. И тоа нас треба да не охрабрува, бидејќи луѓето, тие што се околу нас, во духовна смисла на зборот околу нас, поминале, не се грижеле за својот живот, победиле царства, се бореше Мојсей со египетскиот цар, бидејќи го гледаше како да го гледа невидливиот. И сите тие се охрабрување за нас да ги тргнеме на страна, да ги положиме на страна секое бреме и гревот кој што лесно не сплеткува. И да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. И вториот стих е клучен, гледајќи не на тој облак, не на таа трибина што е околу нас, туку на што? Не на некои светци. Тоа е за нас охрабрување. Но гледајќи кон Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера. Од сите тие примери, цела таа трибина на сведоци, кои што ние читаме и не само во библиско време, старозаветно, новозаветно, па и околу нас, па и сега и во поновата историја, постојано Бог си има своји луѓе и сведоци, кои што може да бидат пример и охрабрување за нас и за нашата вера. Но најголемиот пример, тој е на пиедесталот. Тој е над сите нив, но гледајќи кон Исуса, директно кон центарот на нашата вера, почетникот и исполнителот
на нашата вера. Кој што направи? Кој што заради радоста која што беше пред него, го претрпе крстот. Дали ние како заедница во Колешино, дали ја имаме визијата на небесната и прославена радост? Овие денови ќе ни треба подучени од Божјото Слово да ги издржаме сите напади кои што ги имаме. Ќе ни треба, бидејќи во овој свет имаме крстови кои што треба да ги издржаме. А нашите крстови, нашиот крст е многу мал во однос на Христовиот крст. И тоа е нашиот пример. Трибината е околу нас и ние сме на едно бојно поле, како во стадион. Тука е царството и на темнината. И тоа војува против царството на светлината. А ние сме што? Деца на кој? Ние сме деца на светлината. И небото гледа што се случува на бојното поле. И кога еден грешник се кае, целото небо и Божите ангели ликуваат и се радуваат за една душа што се враќа кај него. Штом сме застанале на страната на Христос, ние влегуваме во духовна борба. Но не сме сами во тоа. И имаме трибината, сведоците кои што можеме да се охрабриме животот на верните, Божјото царство, но го имаме и примерот Христов. И вели го претрпе крстот, презирајќи го срамот, и седна одесно на Божиот престол. Истото ветување Христос ни го дава и во Откровение во 3 глава, 21 стих, со кој ќе завршам. Таму вели: на оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Нека да се исправиме да се помолим. Господи Исусе, Ти благодариме, Господи, за Твојата победа, што Ти имаш направено за нас. Бидејќи, Господи, ние во Твоите очи сме многу скапоцени како Твои созданија, како Твои деца, и секој еден од нас Ти е толку многу важен, што Ти си ја даде својата крв, Господи, за нас. Ти благодариме за примерот што Ти ни го оставаш и преку писмото можеме да се поучиме, па и од животите на другите верни во минатото и во сегашноста, да го следиме, Господи, Твојот пат, иако можеби и во жалост, но да знаеме дека жалоста ќе се претвори во радост, а и нема зошто веќе да тагуваме, Господи, кога Ти си воскреснат, кога Ти седиш од десната страна на Отецот и оттаму ни ја праќаш силата Твоја, Господи, имено Светиот Дух, кој што го даде да биде во нашите срца и во наша средина. Води на, Господи, понатаму преку Твоето Слово, нека биде Твојата волја во името на Исус. Амин. Ќе испееме песната број 240. Бог ми помага во немоќ.
Blaženstvo za mene
Децата ќе ги слушна. Мојата помош е од Господа, кој ги создаде небото и земјата. Псалм 121:2. Браво. Наредна недела станува службата во 10 часот, а исто така ќе го имаме и годишниот отчет од благајната. Значи, после службата ќе биде отчетот. Има останато исто така уште неколку броја календари. Тука кај благајникот се 150 денари едно бројче, кој е заинтересиран, уште малку се останати, може кај него да побара. Ако нема други информации, ќе се исправиме, ќе завршиме со 500 бројета. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин.